Здраво, живо, поздраво од ресторан Аура Куманово СПА. Продолжуваме со серијална емисија за Куманово. Имамо ново соговорника, много интересантна тема. Надamo се дека ќе го задржиме ваше внимание. Али на почеток, обичаено како што е пракса уназад с месеци за овој нашу емисiju, да ги поздравиме наши спонзори, наши пријатели на емисија. Знаете, прв спонзор наш, веран, лојален, е туристичка организација Златибор. У прошла емисија кажа дека Златибор сега е баш убаво, прелаз измеѓу лето и есен, идеално место за одмор, за рекреација и посекујуви од срце да отидете да го посетите. Нема да зажалите за тоа што Златибор дава стварно добри услови за човека кој сака да се одмори после овој напорно, може да кажу и вручо и екстремно лето. Друг наш спонзор од предизвестен период е чувени професор Милета Мануелович с негови неверојатни препарати кои лечи и најтешки болести. Милета Мануелович помогнае на многу луѓе, не само на овие крајеви, него во цел свет. И ден денеска луѓе доаѓаат, тражи спас за свое здравје и многу што го пронашле каде njega у негов начин, у негову методу на лечење. Овој емисија ќе покажува два чаја, два природни препарата. Прв препарат се вика плодност Вита. Овој е препарат за луѓе, односно за брачни двојки, кои од оправдани причини или од други причини не може да има потомство. Овој чај на многу добар и ефикасен начин ги решава тие проблеми, наравно уз консултација с професора Милета Мануеловича, и резултати се видливи после доста брзо време. Друг препарат, збориме пред едно 2-3 месеца, у денешно време многу жени алуе с комбинација алуе с тироидно жлезду. Овој препарат се вика Биотирохерб. Решава ги проблеми кои има проблеми, кои алуе с тироидно жлезду. Тие има повеќе начини на лечење. Све викам овојде у консултација с професора Милета Мануелович и верујте дека резултати су многу ефикасни и многу добри. И за крај, многу кратко, оваа книга се вика Народна медицина. Овдека има напишано пуно работа, али треба едну работу да го издвоиме и треба убаво сви да го знаеме. У денешно време човек да биде здрав и да го се чува организам у добро стање, било би идеално да се храни по негову крвну групу. Ми у денешно време многу грешимо, едемо и што треба и што не треба, а треба да го складимо искрено према крвну групу, а и начин на лечење на професора Милета Мануелович е према лечење према крвну групу, затоа што знаеме пуно луѓе отидев каде доктора, не може со едно апче да се лечи 20 или 30 пациенти, а начин на лечење преку крвну групу е добар да го сачуваме наше здравје, наша виталност и овдека све е убаво наведено. Толку за овој уводен дел, малку подугачек, ќе ми извините, али мора да ги споштуваме спонзори. Postoji mesto gde se tradicija čuva. Ovde svi mirisi, ukusi i slike podsjećaju na davna vremena iz priča naših roditelja. To je mesto na kome se budućnost stvara pred našim očima, ne prestaje da niče i da se menja. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, čuvajući one vrednosti koje ga čine posebnim. To je mesto gde telo i postižu harmoniju, gde možete da se posvetite sebi i nađete unutrašnji mir. A svaki pedalj puta vodi do novih doživljaja i avantura. Ovde svako može da nađe svoj kutak, bez obzira da li je to urbana svakodnevica ili pogled na nepregledno zelenilo, šume, pašnjake i netaknutu prirodu koja zove na istraživanje.
Ovo je mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Na kojoj god da ste strani, uvek ćete biti na korak od onoga što vam treba. I još bliže onima koje volite, okupljeni u zajedničkim trenucima koji se pamte zauvek. Dobrodošli na mesto na kome se stvaraju nove uspomene. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. Danas naš je vaš gost je Borko Hristovski. Borko, hvala što dojde u emisiju. Evo, običajno i Vacke zapoštu razgovor, kako svite što ga zapoštujemo. Vi tašto, kude ste rodeni? Pa ja sam rođen u Kumanova, vdeka, da ti kažem pravo, ovamo je traktorska stanica. Kude što je Ramstor sve? Dakle, Ramstor što je. Po nama tu i baba Gorka, pokojna. Tu je sam rođen, a poslije se kako preselimo na ulicu vamo na Angel Šajče, broj 6, i tu su moji prvi 18 godine bile, pa poslije se preseli smo, da kažu, u Divo naselje, od Divo naselje na Užičku ulicu tamo, i pa se vraćamo vamo na Dragan Stoparević. Znači, čekaj, ti si živea kude što je traktorska sve koliko vreme? A tu je, to kad si mi maja, da ti kažu pravo, 3-4 godine tu je. Dobro, i poslije se preselujete na drugo mjesto? Pa se preselimo vamo na Angelšajče tu je, ulicu, blisko je, tu je do izgorenu školu. Do izgorenu školu, dobro. Da, izgorenu školu. I... Сега ми оvu priliku ќе започнемо разговор с твои родители. Да. Еве го твоја мајка. Да. Тоа ми е мајка. Како се викала она? Палагиево е правилно има, а вика со го Гица. Добро. Тоа е тоа. И татко ви како се вика? Татко ми Александар. Ацо се га викале. И работаја, да ти кажу право, први пут у книжарници работаја. Кочо Рацин, порано циганско мало тамо. После тој отише у Чисточу, па тој у купатило, овамо градско купатило. Каде е Пионерски дом? Пионерски дом ту е. И по Пионерски дом ише, да кажу, дека на вручу воду, бие, да кажу, како касиер у хотел Кумановија и овамо, кажи га, Амам доле, ако се сеќа. Вам некој игралиште? Кој игралиштето ту е. Амам ја ту е, бие кој бутнава га се, пред некој годину. И многу бо беше. Ја да ти кажу право, бањаја сам се и во Амам, и овамо градско купатило. И на базените. Боро да те прашам за градско купатило. Татко ви тамо што е бие? Он е бие главан или? Не е бие главан, овој како благаник е бие. С покојнога, да кажу, татка ми што Досе с njega, биле заедно туе. Работале су и, да кажу, на некој начин су били за... Веројатно ише тамо. Да. И мало е гужва. Да, имаше гужва, како нешто, и наред се чекало да се дојде, да се избања, пошто немаше купатила тоа претходно. После потоа почнаваш и ка луѓе да се да си прави купатила, се нади. Мада да ти кажу право, на мене ми е криво било зашто го бутнава купатила. Требаше по моје да остане, да си да остане и да се служи народ. И сега според некои сведоштва на луѓе, ја не сум наишел на пишени документи, викав дека тој купател во 74-75 е бутнато, така ли е? Да, тој е. И овој како Пионерски дом почнаа да се прави. Да, почнаа да се прави тој. И сега ти како дете си бие тамо, може да го пишеш како е било купатило внутре, како е изгледало тоа? И мало е ово кој е купатило тој,
10 кабини имаше. 10 кабини имаше у кои штика оден пут може да собере 10 души, па иде со, да кажемо, прва тура мушки, па иде в жене и тако е. Нарошито и мала гужва суботу-неделю. Суботу-неделю, пошто сви сакав тега да оноде. А имало и преко ден, мислим преко неделя. А во кој, например, имало ли одредено време колку може да се бањаш, минутажа? Па и минутажа, имало е пола сат. Пола сат се да улегнеш, да се избањаш и да искочиш. Толку е било. Сосем доволно време. Да. Пола сат и да. Улица Ангел Шајче, Ангел Шајче, број 6, стигате туја. тој довоѓа се куде тачно? Куде што Тоа се... е, како да кажу, изгорена школа, Чешмиче, кад си иде на куде се Полану, нагоре, лево. Аха, тој е мало со каче тој. Мало со каче деде туја. Туја сум да ти кажу, право најше провеа 18 години први туја, како најдраги ми бесвате туја, кои деца, како деца туја, све сме биле од кажига дома право у школу, од школу дома, игралиште туја у Крсте Миширков и браќа Мелвинови туја, што учат. Само не те запраша, извини да не ми избегам мисла, мајка ми што е работала? Мајка ми е била домачинка, оно покушала е да работи, кажига, у Киров е така, али татко ми него е пуштија, пошто ете, нема кој да чува деца, ја и брат ми. Биле сме толку, 2 деца и Брат ми постарли од вас? Па постар е брат ми 5 години од мене. Он е, како да кажу, завршија кожарску школу, гимназија. Каде работаја брат? А брат ми работаја у Кожаро. Цел живот. Да, цел живот таму работаја. После, како известно време у тие 70 години направи смо куќу у диво населје горе таму. Пошто таму доделива плац, а вамо на Драган Стопаревиќ ни беше мал стан. 40 квадрата. Тој вие што сум тие стари зградички. Борачки згради тие ги вика се да. И терас смо едно годину, 2, тако е како прикрпимо малку штика куќе до тера, а брат ми се тамо усели. Јас с татка ми и мајко ми остана на на Драган Стопаревиќ. По близко време штика како свак. Сега да ни кажеш ово кој е малку за детство. Да. Јас се знам ташто кој е улица Ангел Шајче, тој е едно со каче, тесно. Да. Кои што ти биле туја комшија, с кого се највише играе? Па, највише смо се туја, како да кажу, деца како деца, како што имам некои Миле, Јовановски ли се проживеше, нема, Војкан Бузо, кој е, да кажу сега, покојан. Има смо Славко Љуштра, Свето брат му, туја смо биле. Драги Шиничарци су туја близко биле. Ивче сега, Ивче шига, и он е сега како пензионер, у туј улицу е, да кажемо, седеле смо. И ред други... Кад се си играле надбор, мислам, со как што... Да. Што викамо, куде се највише играле? Туј со каче или сте ишле нагоре, некој Соколано или туј у двор? У Сокаче смо више путуе, како играле деца. У изгорену школу смо играле, доста. А и по некој време и у Соколано смо играле, вежбале смо, шика деца како деца. Еден период, да кажу, туе около 8 деление или 7 беше туе
како понудива него салу на школу, кој сака, како сака да вежба тамо. И да оди. Ја отиде еден пut осеќа се малку како боле. Викам да трчу, да се дружу, да сете боле за мене, викам тако да вежбам. Да, боле за здравје. Да, за здравје и да се рекреирамо. Имаше доста, кажи га, туја овие другари, и едно од нашо мало, едно од Комај цел град доваѓа со туја. Прво време ја кад почна, немаше толку, али после тоа како разбрава деца и иде. И што се највише вежбале таму? Па, нормално тие основни вежби ги вежба сме, трча сме около, да кажу, у салу туја, рипаш, кажи га, јарца, на карике, на овој, на коња, исто овој, терале сме и да вежбамо. Имаше туја, кажи ги, познати вие, постари од нас, Кире Фирц, Талјат... Миле Фирц. Кире, Миле Фирц. Талјат Дејчо. Дејчо, имаше ги тие... Да, кај е била извредна генерација. Туја генерација, кои се ни покажали, па после, како се, да кажу, запосли у печатницу со Талјата, па се сетна туја. И она дема се туја. А кажи ми, кој ви бие тренер, кој те учија така? Па, од овие што ги наброиш, тика сви су покажувале. Што како да се поставиш, како да одиш да вежбаш, да трчиш. Така и мало и вие, извини, порано познати тренери у Соклану, Ацо Скакла. Да, професори Скакла. Гоце Здравковски, Оцко, они су сви работале. Да, тие. И биле су стварно изваредни педагози. Да, професори штика кажувале се. Основну школу запишуваш у Крсте Мисирко или браќа? У Крсте Мисирко сам бил. Туја да учи до трети разред сам туја. Тој учи, после ме пребацива у Христијан Карпош. Да, тој ти е било близко школа. Да, близко школа, да. Еве, ми си ги покажемо на сликов дека ово е кад си бие прво оделение. Да, прво оделение, штика учителка Николина. Што може да кажеш за твоја учителка? Учителка, еден пут шика, ванредна, добра учителка која не учила, шика да кажу, с тие основни работи на ред дисциплина. За ред дисциплина. До еден до 10, до 20, пишување на букве, ракописни, штика, залага се доста учителка. Борко, можеш ли да кажеш прилike некои луѓе век што ги памтиш? Па туја, ја знам, штика, Снежа, она е покојна, штика, туја, Борко, тој исто, имењак мој, Мирко, туја исто, кажи ги, другари. И мало и други. Олгица и ред други, кои штика, изумија сам ги малко. Мора да се вратимо историски назад. Дешава се една чудна работа. Школа се запалуе, изгорена школа, тоа станала. Да. Адимак, тоа е било 50 и дали другу годину, дали тако нешто. Да, туја се беше запалила ова изгорена школа. Ти како дете тој не га памтиш, али било е многу, како да кажу, узбуркана е била јавност околу на тоа. Узбуркана, штика и тега некако, да кажи, тега ли не беса преселиле нас у Христијан Карпош и оно, деца како деца, ќе скрцамо нема да учимо нама и мада сме имале после па реновирање на школу. Морало да се учи. Да се учи, да одиме да терамо работа. Ево дека една слика. Ово е 62 година, ово дека си веќе Маја 14 години. 14 години. Ово ти е класна некоја? Класна. Овој
Лила, класна тия, она седеше вамо куде е Житомел туе. Аха. У ствари, Лила Николина, не се сеќам, забравија сам го, син му е овој доктор за нос, уво и грло. Како ми Миленко, да не? Миленко, да. Миленко Отпусени. беше син, да. Миленко, У Гоце Делчев. да. А знаеш ли да кажеш некој од овие Па, постари другари, кад си бие веќе уво да. 5, 6, 7, 8 деление? 7, 8, викам, исти су тие другари кои, еве га, да кажу тој Мирко, компир га вика сме вика, како надимак, Борко, Компир, да. он бие, ако е те компир, што Не, бие не, порно не, спортиста, не е те. што е, кажи га, што играше. Сака Што да бие кажам, спортиста. Спортиста не е он, него други су тие. Аха. Овој, Убаво деца наредени да. у школу. Да, учителка Добрила тој. Исто и оните тој не беше како ревизија тој малку и тако се нареди сме за успомено да имамо од клас. А сви сте биле, како да кажем, еднообразно облечени. Да. Па има смо тие, кажи га, овој палтичиња, Еве овој пише пето деление. да. Да, пето деление. Ово е Ово е у двор. у двор, у школу. Има смо доста убав парк туе. Стикамо било е средено. сваку година. Еве исто ово е 8 деление. Ово е 8 деление. Тој вика како на матуру да одиме. На пола матура, да. На пола матуру. Бесмо се сликале и од туја, да кажем, по овој, бесмо дошли дека на вручу воду да прославимо. Ако да и одбележите, да. Да се оноди. Сега После ќе по тој покажам свак слику, свој. Ако ќе се вратимо назад, ово е кад си Кад сам бие мал, да ти кажу бие право, дете. и прво сликање ми е било и почнае сам да плачу, дете како дете. И дадев ми тој овој кутиче од филм. аха, Даде ми овој и ја како да кажу смирил се и татко ми да стави капку тој партизанско. какъв бие Борко како дете, еве да ја прашам? Абе, Бие ли си немиран, темпераментен, Па, или си бил послушно бие дете? сам сика малку темпераментен, стика тако деца како деца едно дома, да кажу, савет е друг, а улицата Да, со другари. другари, друштво, стика овој научив на некои по-лоши или по-добри работи. Да, али интересантно, во тоа време деца се учили на поубави работи, така Да, не да, е мало да. како сега. Не, има, да, имало е нешто стикали, па... Лоши пороци, да кажеш. Да. И тоа е... Мало е дисциплина, родители бие Да, закон. абе, нормално у стика. школа е мало ред. Да, кад се каже такој ќе биде, такој ќе биде, тоа треба се слуша и тако да ученици... Нема како ќе- попуштање. Нема попуштање, и штика чутек много. Више пут ќе га памту на Бајловскога, овој кажи га учителя, не беше знае да ти овој нешто, еден пут, два пут, и трети пут знаеше, чутек, шамар, и падање доле. Помагајате чутек, и научиле сме на некој начин, гледам како данаски деца што учи, да не смееш да га удари. Денеска да не зборим, го тоа е широка тема. Да. Учители просто не смее ни да га скара, ни да Ни го да га викне. скара ништо, а сега викам те така на некој начин е помагала. Сега е широка демократија, Да, а таа демократија се злоупотребува максимално. нормално. Може да кажу,
Еве ти кај се словиш дека на учители, на професори су им вржени две руке. Да, две руке, не смее да га Не смее погледне, ништо. да га погледне лошо. Ако го погледне лошо, ќе каже и Во ќе некој се кара. ситуација ќе дојде Да. родители, ќе го брани Да. дете, а после основну школу запишуваш се у После основно штика да ти 8 деление чим заврши, ја татко ми запосли ме у печатницу доле. Значи не си продолжија средна школа, не? Да, кад се запосли у печатницу, од туја учимо 3 години у Скопје. Значи паралелно си работаеш и учија. Работале смо и училе смо. Значи, 3 месеца у школу бе смо, а 3 месеца ресто на работа смо биле. И која штика 3 години беше добра идеја. Ти се примија печатница од која година? 60 и... Па 64-то, 65-то. А она куде е била сместена печатница? Баш на тој место исто. Куде што е сега. Сега, да. Тој е било. И да нема штика. Кој тога бие директор? Григориев, да, Заги Григориев бија тога. После се менјава, Пачков, кажи га, Заги дедо и још некои ги, да кажу, имаше директори кои се менјава. Колку радника имало тук печатница кад си ти дошел на први пат? Ја кад беше у печатницу како чирак, таму имало, да не претенам, едно 40-50 души да е. Значи пуно сте биле? Да, пуно сме биле. Па имаше како слагачница, ручна слагачница, машинско, книговезница, ја у книговезница работа и у картонаж. Картонажа поради чико, вама за ципеле, што се прави све, прави смо тој, кажи га, кутие, немаше сега амбалажа, амбалажа сега да се штанца, да се прави боле. Имале сте пуно работа? Да. Исто мора да кажемо дека сте штампали за наш вестник новина. И наш вестник е штампан тој каде нас бие. Искача се едно време, едно толку месечно, дали неделно искачаше. Да, наш неделю вестник. искача наш Да, вестник. на неделю, така нешто. Сами, тоа е било... Ти како Много. млад човек, било ли те тешко Па, у почеток? у почеток, докле запознаеше, да кажу, колеги, туја беше ми тешко, али после тоа навикна се, оно де, здружи се с, да кажу, колеги, туја, кои штика, и што те поучуе, што те кажуе, што те, да кажу, праќав да иди на на друго место да понаучиш поише. И за да Да, ти си завршија па паралелно и 3 разреда у Скопје, у Скопје и вамо графичку школу. графичку школу. И колку време работеше печатница? Па целокупно ми е било 28 години таму сам работај. 28 години работа До 90 година. до 90. Од туја остана технолошки вишек. Пропадна печатница. Кад пропадна печатница и Али добро, Да, дека збориме без- само да кажеме дека у склоп на печатница која сте работале, Да. интересантна работа, Да. тоа е било некоја традиција, сви Предпријатија, предпријатија, да. Димчеребица, Кожара, чиги мале Да, су да. спортски клубови, највише у фудбал. монопол. Еве, овдека една екипа на печатница у фудбал, било би добро, ја би те замолија да кажеш кои се овдека овие луѓе, фудбалери на слику. Почетното, тој Јоско, тај колега, ја... Кажи ги во кој од десно лево. Да, од десно. Ово кој? Томе Земко, да. Да. Земко, Загири Буцоли беше, не знам да ти кажу право. Игра смо токо едно сезоно.
Едну сезону. Едно сезону играмо, после тоа како растури се овој. А овој слика, куде е сликано овој? Ово е сликано куде, кажи куде пред млин. Тој како игралиште што е, па имаше помошно игралиште. И туј сме играле. А, Туј е. Сви како раднички Раднички, да. Да, овој се учествувале на малото раднички спортски игри спортски игри. и масовно е било тој Да. надпреварување, може да смо кажеш. добро. А овој слика е од центар на Куманово пред Црвен крст, некоја акција и гледам дека пуно дека луѓе има. Да. А туј е исто овој тој каде има смо овие дефилеа. Он одимо с школу. Да. Со школу и Дефилија се била некако убава традиција у Куманово, Да. но многу е Да. многу е било заступено. Да. Заступено и имаше убави, да кажу, игре. Кои ги игра смо и кои се такмиче смо со овие. Еве што школа. дека с точак, у тоа време точак, да имаше било стварно задоволство. Да. Овој точек те туе кад овој се запосли како прва плата ми беше што да купу и беше земае овој купи точек и с njega се вика ише на работа. И добро ми да дојдете по точек после некое време беше земае моторче земаа едно. Сад на овој дзаче баш куде е школа. Куде школу ту е, како да кажу, овој Пеце, Бапа га вика смо покојане, овој, ту е негова куќа, господи, Сега овој, кажи га беше ту е, имаше куќу, овој директор на гимназију беше, Поцо, како се кому беше, Овој- чудно презиме имаше. да, сега, на Поцовли, нешто такое беше или Манто, сега кога изгоден на школа што е. Татко му Пец изгледа ми. Перо беше, он беше директор на Перотрајковски. Перо Трајкос изгледа. Добро. Да, он у гимназију беше директор. А ту е седе со против гимназија. Еве, Против изгоден школа. Да се вратиме на тоа убаво време, на убави седенки, на убави дружбе, на смејани луѓе, весели. Ово не е друштво, кажи га другари, ја, Пеце, другар ми Моме и у Кристал. Иде смо више пут на седенке, на овој, кажи га, шоферско вече. Да, имало ловачко вече. Ловачко шоферско, вече, нон-стоп. шоферско вече, за нову годину собирале смо се. И која што Евеше на слика. Да. Еве, ту е настал свика другари, свика Пеце, девојка му, Живка, другар Карамбол, што поправляше кола. Ово е исто пред Кристал, ово е по да, кој се вдека на слика. појасно тој. И ја, другар ми Пеце, роѓака Душка, Снежа ли беше, а не знам ги вие две, забрија сам ги име, кои се ги. Кој се чекате, ето кој е било пред Кристал, собере се друштво и улазате. Улазаме унутра и да... Еве весело. што дека флаши у виц, Да, ово е да. печатници. Ово е у печатницу, тој за нову годину или за некој си славјате туја с колеги. У ходник на праја смо славља и тера смо работа. Убаво ни беше, доста добро. И тој е бие директор Да. обавезно. Да. Директор, и чиновниците туја спустив се доле да. Кој се ви знаеш некој бар да кажеш што? Тега ова е Лиле туја. Добро. Тај Станче ли беше туја, колегат излемите Мирко, овој армоникаш Бранко, покоен Црномањас, и
вершето е. Имаше Боче Бранко друг- кажеш Каро. Не е тај. Каро не е, Каро е вамо Добро. на Трето Македонско. Овој мастер Бранко е седе у овој. Куде се колон. Исто илустрација, Да, слика да. кажува колку се луѓе Да, да. радници биле задоволни. Да на веселје. Тоа е исто у печатница смо биле доста. И да кажеме па дека у тоа време се зимувале редовно плато и мало е више. Нормално јасно. Вишек, Каса помош, К15, К15, све. К15. Зимувале смо доста добро. На некој начин солидни плати су ни биле у печатница. Да, могало е Да. и да се Оно, школуе деца да. и све. Ова е исто така, од печатницу, колега, друштвото ја. Имате доста сачувана фотографија. Па, сликале смо се доста те туе. сега, Добро живеа. Имamo едну слику од војско, ви сте Да. биле ујена у Да. Панчево. Да, у Панчево сам биш. Кој година сте биле ујена? Па, у Панчево војско отиде овој 68, 69, 70 сам се вратија. Колку се е служило тога? Па 18 месеца беше. 18 месеца и овој фати би се на мене како 3 години да сум у војско бие. Значи у децембар отиде, па целу годину 69-ту? 69-ту и 70-ту тамо околу мај се врати. А у кој род што се служија во војско? У војско сум бие абехаец. Абехаец и извидјач. Добро превесмо, вика, извидјачето, иако е беше напорно малко у почеток, али навикнама се. Да, у војско стекнеш навике, Да, дисциплина да, исто. нормално јасно стига. Али добро, да ти кажу право, како оформи се да туе Како личност. Како личност, видиш со свакога се познаваш, одиш и да упознаеш некој штика длго пријателство сачуваш. И мало ли е со тебе некои кумановци да служи војско? Немаше таму каде мене у Кумановци, а имаше доваѓаше ми овој у Џоко Егеац, туе го имам на снику и овој што му беше ручен девет, Чедо. Он ми доваѓа со туја како на посету. И Чедо да кажеме што е работаја у биро од у Солжево. биро, да. Да. Снашка рушка. И ово е веројатно од печатница слика. Да. И тоа е печатница, колеги. Туе со А сите. што би на вас било најуже специјалност кога сте работали у печатница? На кој дел? Ова па јас сум бие книговезац, книги сум правија. Добро. Книги и мало да кажам, како што спомна порано, слагачница ручна, машинско, книговезница и картонаж. У тоа време Борко штампалош се книги. И мало Имаше и Мало книги. интересно. Имаше книги кои се штампале и штампаство. Зимасмо и од вама, од Нову Македонија, од Гоце Делчев, овој книги да ги правимо. И нудесмо ни. Они има доста работу, мада и може смо и ми тражили за работу, така. Кои работале сме и доста канцеларијски материјали. Да. Оно дело. После по тој како оно де искочи тамо при крај сито штампа кој тамо го учисмо. И оно што е најважно да кажеме дека извини работале сте у смене. Да. И мало да. смене. Да, у смене работамо. У смене прво, друго, третјо, нарочито при крај на школски одмор. Мислим тие 3 месеца што ги има, туе смо работале на смене, конкретно ми книговесништика. Да. Прва, друга
смена, И трети. за да завършим. Да, и третиот сме работали кнап нарочно А ово на е писанки. судар на два точка. Два другара. Кои сте? Овој ја и овој Драги Шиничарац. Од туе мало, оно демо. Драги се куди се и тули седел. Драги се поминаја, а оне седеа туе на предиства куќу, да кажу. Туј дали се деја још увек? Не, седеат сега каде карши печатницото, осмокатницото. туе седеа. Туе седеат, мислим, како се ожени, па пребаци се овамо. Интересантна страна, од едну страну сточак, ти од друго. Да. Па тако е некако. Добро, или може да кажемо дека тега не е имало сообраќај, могало се вози слободно. И Не е да имало се гужва. возиш, тига не. Па да ти кажам браво, како кад имаш точак, како денес да имаш авто. Да. Тега имаше тој. Еве Борко каде бија млад, с браду, сик. Да. Да. Луѓе ќе кажу, Да. Што е тој како... време такво и било. Да. Тако се слика смо, слика другари. Пошто имаше Цајче, другара сликар, карши пошто сега што е, туе имаше. Ствари учеше занат туе. Он. И туе да те сликам, а заедно седе смо туе у зграду на Драган Стопаревиќ. И ајде те ти важи, викам, ајде. Супруга што ви работала? Жена ми вамо у овој Југ Турис. У Југ Турис. Со животот таму работала? Таму е работала, кажи га, овој е у канцеларија таму. Еве три другара, сви различити облечени. Да, па тој е, тај штика стара мала моја. Кажи кој се Марковиќ, тој е до негову куќу, Марковиќ, Молер и писац, да кажем, беше. И сакнитек на син му Зоки. Кој сте вдека на слику? Овдека смо, кажа го истото ја, Војка Мбузо и Миле Џое. И денешно време с кога највеќе другари контактира се дружи? Па, тие сега највише да ти кажу, контактирам, еве, с Џојата и с тога Славка. Славко, комшија, исто мало не е бил, пошто тој е близко до мене, до Трговски. И пред други другари кои ги упознава по некое време. Едно од Заботу, едно од Малу, туе од куде Кошеви, више по тој Трајко, дали Которац, Мире, од Водово туја. Бој е пред некој реку? Овој реку вамо у Скопје тамо. Бесмо у интернат седемо у Скопје. И се бањале, да. И у реку ти демалши када да се пробањава малку. Тој Гане и овој Милче ли беше да Турицу ти дема тамо да се Да. оноди. У тој време ваше и покасно част задоволство е било да се иде на радни акции. И имаше радни акции. Чак што више се ургирало да улегне млад човек, да отиде на акција. Да отиде на акција. Овој ту е на радна акција на САУ. Кој година е овој? Да ти кажу, прав не сум го запишаја, али би не После војско или пред војско е? пред војско. Пред војско. Пред 67 ли тако е. Пред да отиду на војско. Нема пардон, извинјавам се, после војско. После војско. После војско почна да иде на работу и од работу с Михо или ХСС нас беше оно комитет с Милјата или како му имеше и вика тако да сакаш да идеш на акцију. Ако викам, прашавамо у печатницу дали може да иду и секретар Шкурто вика може бе Борче ако сакаш вика да идеш иди.
И да кажемо дека таа редна акција е била 30 дана, Да, 30 дана. 30 дана И- деде. колку што може да види од овие слики, бригада ви е била доста голема. Да, голема не бе. Па, тој су све Кој ви бие командант на бригада? Овој уметник Мили ли му имаше, дека го има. Чека да виду. Овој не му знам име. Значи овој бие командант. А да, оние Биле беше... сте овдека, колку што може да види 30 души сте биле, може да И види. стојат, све комановци сме били. Бригада. И да ти кажу право, бесмо како меѓу први. Меѓу први А овој што сте работале? Насип на само или нешто? насип на насање на земја. На земја, после тоа па вика насип на спуштање на земја. Где сте биле сместени? У Загреб ли или ван град? Па ван град бесмо туја. Ван град бесмо да водиване изгледа ми после у Кумрова се не водива. Да, кој е, што се вика политичка школа. Да, политичко школа, тој не водива за еве да го посетимо и да се позапознаемо исто с другари тако. Имаше и од други места тој. Ви кажасте дека оваа слика ви е една од по-интересантни, по-драги. Ово е на Вручеводо, тој кад сам имаја овој, да не претерам, 4 години, 5, тој, с мајко ми тој, на Вручеводо, идеше се тој за 1 мај. Да, тоа е било традиција, први и други мај да се Први и иде, други мај да се иде и да се да се посетуе масово. Да се посети. Ово е како другари друштво у двор куде овога другара ми покојнога момента, пироќанац, Да. туја се овој бесмо на роѓена, не се сеќам на njega ли беше, дали беше на сестру му, тако. Еве оваа слика. Спомени од 7 септембар 65 година. Не. Да, ово е пред школу у Скопје. Да, тој што сте биле школски. Да, имаше, тој беше празнина. Тој и Чекай да видим овие фотографии. Еве га овој. Чек не знам дали овој пак кристал ти ќе кажеш. Да, исто е тај кристал. Исто е Тој тој. е СДНК. СДНК да. дружење биле доста често и кома ише смо сваку годину. Традиција, да. Una традиција заземемо астал и седимо туе. Да кажеме некои традиција било тега фирми у која што се работале. Да идемо по утакмици по Да, водили сте ги радници Да. у Београд, Да. у Загреб, Да. свугде. Ви сте биле овдека на Калемегдан. На Калемегдан, сега бесмо туе Убава фотографија. с печатница. Автобус земемо Овој и поголем колектив. да. И тера смо по ден, два такој На трошак на фирма, на што? трошак на фирма. Еве овој од поново време. Кои се овдека настигу колеги? Колеге, тој е Верчев, Патлиџанка, Јоско, Панче и ја, тој е троица сме тие. Од тие, да ти кажа управо, мајстор ни беше само овој Јоско, он. Печатница кој години почиња да се растура? Па печатница, тоа оно како беше овој, дали 90 не, После 90 некој брзо време се растурила. Брго време, дали пред 90 такој, не се сеќам баш. Оно де беше го земаја овој Далавера. Пошто зема овој печатницу, овој сладкарницу горе на Ќоше и још некоју овој беше земаја
И ти видиш дека Да. не бива ништо, напушташ го Па, печатницу. она дела, стика технолошки вишек не, И што почнеш да работиш друго? па, по тој да ти кажу, а и претходно беше да ти кажу, почна да од печатницу да работу Моле Рајса се еднога мајстора, кој е покоен Аца Ацуш, кој ми покажаш и кај како зема занат малко од njega, почна да си работу кречење, штика. Така идеше с вар кречење само, не како данаске поликолор што е. Фактички мораеш да се пристроиш да може да прераниш фамилију. Да преранам. Не, ја уште како туе 75 и 6 годину почна да иду на друг занат. Пошто гледам другари виши пут каде искочимо да се почастимо, ја докле имам пари како бечар, часто, после па они часто, и ја некако не ми беше доволно, викам дај. А како бечар, Да. малко ги се вратимо назад, куде си највеќе иска чаја? Па, Куде се дружиле? Покрај Кристал, куде сте Покрај ишле? Кристал, сладкарницу, Лилу, сладкарницу, у Пчелу, Ловас доле. Туе сви смо На игранки куде сте ишле? Палас. На игранки ишле смо ваму у Соколану и у Монопол. Туе. Монопол, да. Да. Туе Кои се били тие чувени две места? Да. Ово е на слику, кој е? Ово е Побро Дене. Јас сум му попратим. Дене. Дене, да. С njega штика Он куде работа е Дене? у Искру ја работа е. Тамо од Искру у автомото таму. И тако му беше завршила штика работа. Ама де? Ово е твое потесно семејство. Да, ово е. Ја, Мира, Виктор и Керка ми е туе. Да. Кој штика. Кој година останувате у пензија? Па, у пензију, кад напуни овој 64, туе напуни години, 64, кој стаж ми се фати около 44 Значи години. 2012 за најавно. Да, 12. Туе наде, викам, спомнага, од како остана технолошки вишек ми важеше до пензија. Технолошки Да, вишек. и да кажеме шампуде работале сте, молерај, Да. све живо сте работале, За да обстанеш. за да, што вика команд, за да преживиш. Да преживиш, да одеш. Па и за дедо Борета најголемо богатство су негови три унуци. Да. Да ги спомнем овој прилику, тој се на Виктора деца. Еве ова е убава фотографија. Кажи ми кој се вика унуци? Унуци, најстаре Андре, па Петар, па Филип. И доаѓа кој е дедо на гости. Доваѓаш и кома свако неделја. И дедо мора да даде по некој парку. Мора да ја да почасти. Или свако градинко доваѓање. Туе куде мене су и терам работу за идење доваѓање кад ја, кад мајка ги. Се кажи ми, Боре, у овие години имаш 77 години Да, скоро. Како ти проваѓа време? Још увек ли си активен, работиш и нешто или? Абе, како да ти кажу, фала на Бога, сакам да работам. И кад работам, боле ми проваѓа време и задоволен сум сика овакој. С време, с работу, А некако да нешто време
Млади не ги интересира да работи за занат. Па не ги интересира, али штика, многу е тешко ако не работиш. Сега работиш на некој начин, па нема. Ако не работиш како... Па ништо, бе. Ја не знам како деца сега се ослонуја све како на бабу, на маму, на татета, оноди, а од куде паѓа? И джанка ги да искочи на вечер. А кој е тај родител што неќе да даде? Сака да даде, ама ете сега нема. Нек су самостални што порано да почне да работи сами. Ба многу боле е. Да. Многу боле е да земеш и да работи, едно ќе му пројде боле време, едно ќе научи занат, едно ќе преживи со тој. Сега гледам ги свите како фатиле се за мобилни, овој, а не работи. И овој искачање, да ти кажу, од после 10-11 не е добро. Довоја се баја у 4 Да, 4, и кој ќе работи тој? Не може да работи. Не може да работи. Нема шансе. У ваше време знало се, тоа да кажем, Абе, дека да. ќе се легнеш на време, ќе си станеш порано. Да. И каде нас е било, искочиш на корзу, да кажу од 5 сат, ајде да кажем, или 6 сат, докаде 9, туе. После затвора се кафане у 11-12, дома. Кога најдев овој после 12, милицајец знае се што е како работа. Еден пут, два пута и одвикне се. И не бива, а сега штика ово кој не го бива работа. Едно не работи, едно да кажу сака да потроши, сака да проживи, а нема се што. И да седи таму до 12, овој до 2, до 3, до 5 сат седи. Више подjedам те денески на Кошеви, туја играв до събали до 6, до ниједно време. Не е убаво. Едно сметав на људи и едно штика ноќе игра да не спие. Postoji mesto gde se tradicija čuva, a budućnost stvara pred našim očima. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, pružajući mir i avanturu. Ovde svako može naći svoj kutak, u urbanom ritmu svakodnevice ili netaknutoj prirodi. Mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. Како е Борко Палати, што беше гост во емисија за Куманово. Еве кажа за малку за твој живот. Да. Највише фокус има на печатницу и ја ти посекуjem пред се добро здравје. Фала. И да се видиме другу прилику па да разговараме. Фала. Да сме живи и зави со Бога напред. Така е. Молодје. Толку за денеска поздрав од ресторан Аура Куманово СПА, па се појави се најбоље.